Елиезер, за патот, за вистината, за живот. Боже на татковците и Господи на милоста, кој си создал се со Твоето Слово, кој си го создал човекот со Твојата премудрост, за да владее на Твоите созданија, и свето и праведливо да управува со светот и да суди со правична душа. Дарувај ми ја мудроста, која седи до Твојот престол, и не отфрлај ме меѓу Твоите деца. Зашто јас сум Твој слуга и син на Твојата слугинка, човек слаб и кратковечен по живот, неспособен да ги свати правдата и законите. Па и да беше некој совршен меѓу синовите човечки, без Твојата премудрост, тој не би се сметал за нешто. Ти ме избра за цар на Твојот народ, за да им судам на Твоите синови и ќерки. Ти ми рече да изградам храм на Твојата света гора и жртвеник во градот на Твоето живеалиште, слични на светата скинија која си ја подготвил од самиот почеток. Со Тебе премудроста, која ги знае Твоите дела, таа беше таму кога си го создал светот. Знае што е годно пред Твоите очи и што е право според Твоите заповеди. Испрати од Твоите совети небесни. Испрати од престолот на Твојата слава, за да ми помага во моите трудови и да знам што е угодно пред Тебе. Зашто таа се знае и се разбира мудро, ќе ме раководи во моите работи и во својата слава ќе ме запази. Тогаш и делата мои ќе Ти бидат угодни и справедливо ќе управувам со народот и достоен ќе бидам за престолот на мојот татко. Зашто кој човек може да ги познае Божите намери? Кој може да знае што му е угодно на Господа? Колебливи се мислите на смртниците, погрешни се нашите помисли. Бидејќи гнилежното тело и тежи на душата, а таа земна колиба го притиска умот наш, преполн со грижи. Одвај можеме да го сватиме она што е на земјата, со мака го разбираме и она што е во нашите раце, а што има на небесата, кој испитал? А волјата Твоја, кој ќе ја познае, ако Ти мудроста не си ни ја дал и од озгора не ни го беше испратил Твојот свет дух? Само така се исправија патиштата на земните жители. Само така луѓето се научија за она што Ти угодно Тебе и се спасија преку мудроста. Почитуван слушател, имам прашање за тебе. Доколку твоето срце престане да чука во следните неколку минути, дали си помирен со Бога? Дали знаеш каде ќе ја поминеш вечноста? Ако не знаеш, би сакала да се помолам заедно со тебе. Не сум тука за да осудам никого. Тука сум да ти помогнам да го пронајдеш новиот почеток. Знам дека ова доаѓа само од личниот однос со Исус Христос. Ако не си во мир со Господ, или си застрнел од патот, или ти треба нов свеж почеток,
Ќе те замолам да станеш таму каде што си и ќе се помолиме заедно. Не можам да помислам на подобар момент за победа од овој. Бог не ти е лут и гневен. Твоите гребови веќе се опростени. Се што треба да направиш е да го прифатиш подарокот од Исус Христос. Спасението. Ќе го направиш ли тоа денес? Непријателот во мислите ќе ти рече: направи го тоа подоцна, утре, следната недела. А Библијата вели: денес е денот за спасение. Не го слушаш ова по случајност. Исус вели: ако не се срамиш од мене пред луѓето, јас нема да се срамам од тебе пред мојот татко на небото. Ако ти треба свеж почеток, застани и ќе се помолиме. Знам дека е потребна храброст да се застане, но во моментов ангелите се радуваат за тебе. Би сакала да ти ја дадам можноста да го признаеш Исус Христос за свој Господар. Ќе се помолиш ли? Само повтори: мил Господе, јас сум грешник. Сгрешив против тебе и многу ми е жал. Верувам дека крвта на Исус ги чисти сите мои гревови и дека ти повеќе не ги помниш. И сега кога сум чиста, те барам, Господе Исусе, дојди и живеј во мене. Биди мој спасител, ти си мој Господар. Јас сакам да го доживеам моето лично искуство со тебе. Амин. Секое добро почитуване. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Георгиевска-Костадинова. Елиезер,